За војводата Питу Гули се мисли дека е роден во Крушево во 1865 година, иако основано постои мислење дека можеби е роден на некое друго место на преселничкиот пат на неговите предци до Крушево, како што се местата Црнуш, Зелениково Скопско и Средорек Прилепско. Се верува дека Питу Гули е роден во Крушево во 1865 година, иако постои доста логична можност тој да е роден и на една од попатните станици на преселничкиот пат на неговите предци. Тоа е, значи, местото Црнуш, потоа Зелениково Скопско или селото Средорек Прилепско. Годината на неговото раѓање е изведена според податоци, каде што се споменува дека Питу Гули во времето кога влегол во четата на Адам Калмиков имал возраст од 20 години, тоа е 1885 година, односно на 1865 година. Дури ни податоците за неговите родители се уште со прецизност не се утврдени. Од она кое што се има на располагање, прифатено е дека неговиот татко се викал Анастас или во демонитивна нагалена на форма во влашката традиција како Ташку, додека неговата мајка се викала Кираца или Цаца, исто така во демонитивна форма, но прифатени се и имињата и Зица и Флора. Потекнува од род, чии што предци потекнуваат од планината Грамос, односно Власи Грамосли или Грамостени, кои претежно се занимавале со кираџество и сточарство. Питу Гули е роден во Црниче, во Црнуш, Црниче, во Грамос. Таму биле овчари, појќе крушевчани, биле овчари со стада овце, знаете како одите, како номадите, што ги викаме ние, и во тоа време му го имаат отепано татко му на Питу. Питу се го носи, мајка му го носи ваму и татко му го носат од Албанија во Кошој со сестра му Боча и Питу мали. Питу го носат како прво машко дете е со обетка. И тие се селат со стадото, си ги носи родителиве, татко му Шула и мајка му Флора, си ги носат децава, Боча и Питу ги носат за Македонија. Бегаат зашто го тепа татко му. Идат преку Зелениково, па Скопје, па Прилепско, па Кическо, па натака се села дури в Таса во Крушево, дури дојде. Кога зборуваме за крушевскиот војвода Питу Гули, се соочуваме со една парадоксална ситуација. Додека од една страна речиси да не постои човек во Македонија што не го препознава ликот на Питу Гули, од друга страна истражувачите на македонското револуционерно движење и поконкретно истражувачите на ликот и делото на Питу Гули се соочуваат со страшен недостаток на автентични материјали. Па од тука, како што нагласи претходно, најдобро познатиот лик во македонското револуционерно движење, заедно со Гоце Делчев, Даме Груев и Јане Сандански, е истовремено ликот за кој што постојат и можеби најмалку податоци. Прашање за кое што се уште не постои согласност, иако расположивата документација упатува на тоа дека Питу Гули бил од влашко потекло, е токму неговото етничко потекло. Според еден новинарски запис од 1905 година се спомнува дека наводно Питу бил од татко албанец, информација која што не е потврдена и најверојатно не е вистинита. Питу Гули потекнувал од влашко семејство, родот му потекнува од планината Грамос во југозападна Македонија, на границата денешна помеѓу Грција и Албанија. Меѓутоа, во овој случај интересно тоа што, иако Питу и од татко и од мајка бил влав, сепак постојат известни индикации дека самиот Питу и не бил човек кој што го потенцирал своето влашко потекло, напротив, Питу се јавно кажувал дека тој е македонец, па дури кога му било префрлено дека се бори за Бугарија, тој кажал не, јас напротив воопшто не се борам за никаква си Бугарија, јас се борам за Македонија и за македонците.
поради неговиот буен карактер не дозволувал дури да го нарекуваат влав, а не дозволувал да го нарекуваат ниту пак бугарин, ниту грк, ниту албанец, ниту србин. Човекот едноставно и покрај своето етничко влашко потекло се кажувал дека е македонец. Своето детство го поминал во Крушево, се образувал во Крушево во Патриаршиското училиште, за него непознат грчки јазик, но, како што викаат изворите, скоро останал и неписмен, иако подоцна во текот на неговите дејности како млекар, како кафеджија, меанџија и кондураџија или чевлар, белешките ги водел со тоа писмо или пишувал по грчки, како што стои децинно во изворите. Тој ја имал судбината релативно млад да остани без својот татко на почетокот од 80-тите години и неговата мајка го главила кај богатиот сточар и трговец Манду од Кочани, каде што останал неколку години. Пито први работел како млекар кај татко му, зашто имал овци. После работел како чевлар, дури порастел. Не знам и друго што работел. Пошол и Скопје кафана отворил. Така почел со движењево да се дружи. Толку знаеме, ние се дружел со поќе луѓе и така тој тасува до кафани да отворат. Отворил кафана Скопје, па дошол во Кичево, па дошол во Крушево, отворил кафана. Некаде околу 1884 година, како и повеќемината македонски печалбари, се упатил во Софија во слободното кнежевство Бугарија. Како и останатите македонски печалбари, во Софија Питу ги чувствувал револуционерните пулсации кои се уште тлееле од настаните за време на источната криза, српско-турската војна, руско-турската војна, македонското крестенско востание од 1878-1879 година, па така во 1885 година Питу повторно се нашол во Македонија. Имено се работи за четата на рускиот капетан, тонски козак Адам Калмиков, кога околу 120 души од Кјустендил наблегле во Македонија, па така преку Осогово, Пијанец, Голак, Плачковица, Струмичко, Радовишко се упатиле кон Демиркапија. Меѓутоа, таа чета која што на почетокот броела 120 души набргу била преполовена. Некаде кај Радовишко четата била забележана и против неа биле упатени повеќе турски потери составени од османлиска војска и од Башибозук. Таа уште од Радовишкото била на постојан удар на потерите, а како резултат на тоа, истата често паѓала во заседи со што некои комити биле убиени, а имало и такви кои ја напуштиле четата. За накрај, четата со која што Питу Гули тргнал за Македонија, да брои 27 комити. Војводата Калмиков во близина на Демиркапија паднале во заседа со неговиот секретар и биле убиени. Четата продолжила да се движи кон Западна Македонија без никаква ориентација, иако преминот Градец кај Вардар исто така бил запоследната денна османлиска единица на војска, го продолжуваат патот, така што во една шумичка, кога престојуваат, доаѓаат двајца помаци, пољаци, за да извршат извидување на тој простор каде што четата ги заробува. Меѓутоа, тие инсистираат да не бидат убиени и им препорачуваат дека во таа ситуација е многу подобро четата да се предаде и дека ќе помине многу полесно, отколку да ги убијат. Помала консултација помеѓу членовите на остатокот од четата, тие решаваат да се предадат и со помош на тие двајца помаци се однесени кај бимбашата кои што подоцна преку Демиркапија се спроведуваат за Солун. Преостанатите четници, меѓу кои били Питу Гули, биле упатени во Солун, каде што им биле судено од Солунскиот воен суд, предводен од Кел Хасан Паша. И сите биле осудени на 10 годишен затвор, со исклучок на извесен Ташко од Лазарополе, кој што бил осуден на 15 години, поради тоа што изјавил дека дошол да се бори за ослободување на Македонија. По 6 годишен престој во Баес Куле во Солун, Питу Гули, заедно со останатите заробени четници од четата на Калмиков, бил упатен во Мала Азија
односно од Мала Азија кон Дијарбакир, кон местото Алгеле Медан, каде што започнал да ја издржува својата, требало да биде 10 годишна, меѓутоа 7 годишна затворска казна. Одат, знаете филмот Најдолгиот пат, дека питујат во тој најдолг пат, врзани за со тешки пранги околу вратот, ако паднете еден да го свалечите и другиот. Некој успеале да втасат, некој не. Таму беа 7 години, мислам, биле во Анадолија. И после, кога поминале тие 7 години, се враќа. Двајца останале, еден од Кировгашчани и Питу, останале другите си дошле, што останале некои изумреле, си дошле, останале во Истанбул, во Цариград како. Останале таму зашто нозете му биле од прангите и од сето со големи рани. Не можеле да одат. Бил ослободен комплетно со сите преживеани членови на Калмиковата чета. Меѓутоа, Питу веднаш не тргнал кон родната Македонија и Крушево да се врати назад, затоа што имал здравствени проблеми со нозете, имал болки во нозете и останал уште неколку седмици во тоа место, додека закрепне, при што преку трапезон и Цариград Солун се вратил во Крушево во 1893 година во пролетта. Тоа е годината веќе кога ја подоцна малку се основа и револуционерната организација. Питу Гули се вратил во родниот крај во годината на основањето на Македонската револуционерна организација, која што само по 2 години ќе почне да ја разгранува својата мрежа и во Крушевско. Во Крушево Питу се спријателува со семејството Зердевци, кој што имало меана во Кичево и најверојатно подоцна и под тоа влијание и Питу отвора во местноста Ќошкот во Крушево едно меанче кое што ќе прерасне многу брзо во база за идните револуционерни активности во овој реон. Тој покрај подслон, пренојќиште, храна и логистика на првите организациони чети кои што започнале да делуваат, им обезбедувал и сигурно прибежиште во Крушевската корија. Таков е случајот со неговиот другар, првиот војвода на Македонската револуционерна организација на Чета, Дуко Тасев, во периодот 1897-900 година, кој што во 2 наврати престојувал и во Крушевско, па и во меаната на Питу Гули во местноста Ќошкот, при грабнувањето на Ванчо Димитриев Моцанчето или кај крушевчани попознат како Жогу и при убиството на Абдураман Бек од Дебар, кога четата требало да најде свое сигурно засолниште. Питу се женил во Крушево, ја зел од кај Телевци жена. Кога веќе се прибрал, се дошло во Крушево, зел жена од кај Телевци. Имал 4 деца, Питу. Најголемиот беше Шула, беше Никола, татко Мистерио и ќерката, гледа, најстара ќе беше тетката, што беше Флора во Битола. Тие се 4 деца. Питу Гули основал семејство, се оженил со крушевчанката Евгенија Телја, ќерка на крушевски сточар, кој што во бракот им се народиле 4 деца, 3 синови и една ќерка. Значи тоа се синовите Анастас или Ташко, попознати како Шула, синот Никола или Лаќа и најмалиот син Стерио Гули и ќерката Евгенија. Есента 1900 година Питу Гули повторно го напушта Крушево и се упатува како емигрант и печалбар во Софија. Таму, на периферијата на градот, Питу Гули отворил своја гостилница, која што служела како свратилиште на поголем број комити и печалбари што доаѓале од Македонија. Меѓутоа и тука Питу, поради својот буен карактер, не можел да му се оддаде на мирен печалбарски живот, па затоа, освен тоа што ги собирал во својата гостилница македонските четници и комити, дури и самиот, како што сведочи расположивата документација, дури и самиот многу често ја оставал, ја заклучил својата гостилница и со четите се враќал, се упатувал кон Македонија и крстарал низ македонските планини. Се сретнуваат и некои се уште непотврдени податоци дека имал и средба во Софија со Гоце Делче. Во периодот кога е донесена одлука да се крени Илинденското востание во Македонија после јануарскиот
конгрес во Солун, Питу со првите чети кои што тргнуваат за Западна Македонија се придружува и заедно со Константин Кондов, Никола Дечев, Банчо Србаков, Коста Мазнејков, Тодор Христов офицерчето тргнуваат за Западна Македонија. Уште додека бил во Софија, Питу нарачал да се навезе знаме, кое што го донел во Крушево и кое во Илинденските денови доживеало и огнено крштевање. А по ликвидирањето на четата на Мечкин камен, истото аскерот како воен трофеј го однел во Истанбул. Кога Питу пролетта во април месец пристигнал во Крушево, веќе регионот бил зафатен од револуционерниот дух и организирање на подготовки на Илинденското востание. Тој веднаш бил броен во револуционерниот војводски кадар како искусен борец и се вклучил во самата организација на востанието. Така, при враќањето на Крушевската делегација од Смилевскиот конгрес, раководен од Никола Карев, Питу имал за задача истата да ја обезбедува за да стигне безбедно во Крушево. Во Крушевско биле организирани 2 логори за обучување на идните востаници, во кој бил воспоставен војнички режим за изведување на обука, како чета во напад и одбрана, стрелање, марширање, разглобување и зглобување на оружје, стрелање со боева амуниција и со пиштол, потоа легнувањето, станувањето, па дури и начинот на давање храна, се било по наредба. Питу за да обезбедит чета и борци, одел по селата, правил логори, ги обучувал младите, кои што сакале да се борат за Македонија, идеалисти за Македонија, што не се плашеле за да загинат. Одел ги обучувал по местата ни селата. Во тие села имаме и албански, имаме и од алданци и од Норово, имаме што се бореле горе албанци, што биле против турското робство. После завршувањето на обуката, која што една обука се одвива паралелно и во местноста Осој, под воениот офицер или подпоручник Тодор Христов, војводите од Крушевскиот револуционерен реон се повлекуваат во Осој, каде што се изготвува и планот за вземање на Крушево и ослободување на Крушевската револуционерна околија, во која што и самиот Питу Гули активно учествувал. Непосредно пред почетокот на востанието и пред нападот на градот, Питу Гули со својот одред го нападнал селото Света, Демирхисарско, блиско до Биринската корија, кај долината на реката Црна. Селото било со мешан етнички верски состав, со муслиманско и христијанско население. Питу оттаму како плен донел 4 коњи, 1 катар, 100 овци, брашно, маст, сирење, облека и 1 костум од чуена турска черкеско-беговска облека, со блескава срмена густа бродерија. А потоа се облекол во таа облека, во која во Илинденските денови е направена и неговата најпозната портретна фотографија. Во време на Илинденското востание, војводата Питу Гули го раководи најбројната чета во Крушевската револуционерна околија. Значи, Крушевскиот револуционерен реон имал 8 востанички чети, раководени од 8 војводи. Неговата чета била стационирана на историјаната стратешка позиција, околу 5 км јужно од Крушево на познатиот Мечкин камен, со задача и цел доколку се одложи ослободувањето на градот, со цел да биде оневозможено на временото доаѓање на помош од околните околии на турски аскер, кој што би го осуетил планот за ослободување на Крушево. Најбројна била третата чета на искусниот војвода Питу Гули, која го обезбедувала патот од кај селата Бирино, Трстеник, со задача да биде резервна чета во случај на потреба, при што таа потреба при заземањето на касарната и на вистина се јавила. Во оваа чета влегувала селската милиција од селата Кривогаштани, со околу 120 на востаници, предводени од Милан Ѓурулукот, под војвода во четата на Питу Гули. Потоа од селото Бела црква, Воѓани, Света, Вардино, Прибилци, Единаковци, Светомитрани, Пашино-Рувци, Журче, од битолските села Ивањевци, Беранци, Српци, Лознани, Новоселани, Светотодори, Подино и другите села. Во самото востание на почетокот
неговата чета нема активна улога поради оваа определба, така што од сите 8 оперативни чети, само 2 чети добиле оперативни задачи, тоа е четата на војводата Андреа Димов, кој што заедно со Питу Гули доаѓа од Софија, имал за цел со неговата чета од околу 70-80 луѓе да го завземе утјуматот, телеграфско-поштенската станица, домот на таскилдарите, односно данокчиите и домовите каде што биле сместени и живееле представниците на османлиската власт. Во неговата чета учествуваат милициите од селата Крушејани и Света и од градот Крушево. Втората чета која што добила оперативна задача, тоа е четата на Иван Наумов Алјабакот, кој што требало да ја завземи Крушевската касарна, но завземањето на касарната се одложило поради нејзината стратешка позиција, но и самиот објект бил добро утврден и граден од камен. На почетокот од востанието, само 2 чети имале оперативни задачи, четите на Димов и на Алабакот. Но при одлагањето на завземањето на касарната од страна на четата на Алабакот, поради опасноста на доаѓање на помош на Аскер и Башибозу од околните градови и места, била повикана резервната чета на војводата Питу Гули од Биринската корија. Борбата се одложила до другиот ден на 3 август. Тогаш, околу пладне истиот ден, била побарана помош од четата на Питу Гули. Питу веднаш ја повел четата кон касарната и преку преминот порта влегол во градот и се упатил на Гумење, кон средиштето на штабот, познат и како горско началство. Влегувањето на најбројната крушевска чета во градот било свечен чин. Војводата јавал на сиво-бел ждревец, а покрај него одел знаменосецот Ѓорѓи Димов. За време на движењето низ градот, Питу бил поздравуван и свечено пречекуван од граѓаните. Македонија! Да живее! Да живее слободата! Да живее! Да живее Питу Гули! Да живее! Кога ќе влезе со својата чета во Крушево, тој ќе биде пресретнат од неговиот влезе во Крушево. Тој заедно со својата чета го нападнал демирхисарското село Света, кое што било и етнички и верски мешано. Имало и православни христијани и муслимани. Таму земало одредени работи кои што ги донел во Крушево за да ги распредели за потребите и на востаниците, меѓутоа и на обичниот свет. Неговата сопруга, кој ќе го праша дај за децата нешто, не вика, ова е храната за децата на Македонија. Тоа е определено за храна на децата на Македонија, а не за твоите деца. И забележал Питу со спокојство на мудрец. Со овој чин Питу Гули направил силен впечаток, изнесувајќи ги горните зборови пред насобраниот народ на Гумење. Токму овие негови зборови ни покажуваат какви биле неговите морални вредности. Тој можел да даде дел од пленот на своето семејство и предпоставувам дека никој не би му замерил. Сепак тој бил харизматичен човек, доста популарен во Крушево и во пошироката околина, меѓутоа тој пред се внимавал на моралот. Војводата Питу Гули со неговата чета во слободните денови повторно се повлекува на Мичкин камен и не зел активно учество како воено лице во изградбата на новата револуционерна и цивилна власт. Тоа е препуштено на горскиот штаб и на Крушевскиот револуционерен комитет. Питу Гули не земал учество во органите на власта на Крушевската република, што на некој начин е и разбирливо. Прво, заради неговиот темперамент и буен карактер, а второ, некој морал да се грижи и за одбраната на градот. Неговата улога повторно доаѓа до израз на крајот од
Крушевската република, односно 12 август, кога е започнато обиколувањето на Крушево од сите 4 страни, од Османлиски аскер и Башибозук. Тогаш, на 12 август, кога Бахтијар Паша преку Прилеп пристигнува во подножието на Бушава планина под Крушево, во месноста Тополиште, непосредно до село Кривогаштани, преку Коста Ник Баждавела, крушевчанец, им упатува барање и ултиматум на востаниците да се предадат, дека ќе им биде простено, зашто е свикано и едно советување во местноста Горно Гумење, тоа е денес пред споменикот Илинден, каде што учествуваат сите војводи, тоа се 8-те војводи на крушевските револуционерни чети, горскиот штаб раководен од Никола Карев, членовите на привремената цивилно-управно извршно тело попознато како Крушевска привремена влада и кооптираните членови на горскиот штаб. После одредени разногласија, заклучено е дека градот и неговата непосредна околија треба да се брани, за што е и направено, и војводите веднаш се вратени на своите позиции кои што ги добиле во текот на слободните денови при изработка на утврдувањата на градот, копањето на ровови. Питу Гули на ова советување пристигнал со околу половина час за доцнување и бил навистина против било какво напуштање без борба на слободното Крушево. Тактички добар потек. Ако мислат дека ќе се бориме, полесно ќе ни биде да се извлечеме од обрачот. Тоа не е тактички потек. Тоа е најсветата вистина меѓу вистините. Каре, јас ќе го бранам Крушево со својата чета до последниот здив. А наредбата? Закитете се со неа! Каре, Питу, тоа е лудост. нам никогаш не ни недостига разум. Нам ни недостига лудост. Оставете ме сам со својата лудост. Сами! Се собрале сите горе, Гумења го викаме таму, се собрали и сега народа дават прилог за пушки вез ова зона, се собрале тука и сега брат на баба ми моја, што треба да ја чува сестра му со 4 деца, ги зема татко ми уште едно од децата и оди на Гумења горе. И му вели, Питу, кај одиш? Кај остава женава со 4 деца, кој ќе ти ги гледа. Мене жена Македонија да Откако е донесена одлуката градот да се брани, тој повторно се упатува на Мечкин камен со својот дребец, каде што на излезот од градот го пресретнува неговата сопруга. Имено тој бил пресретнат од неговата сопруга која го прашала, односно се обидела да го разубеди, да не оди таму во сигурна смрт. Меѓутоа не успеала во тоа и на крај морала да се послужи со еден аргумент кој што е значаен за секој родител. Едноставно го прашала на кого ќе ги оставиш децата. Питу Гули така во негов стил, горд, дрзок, на Македонија. После тоа, кога заминал на Мечкин камен, веќе се знаело дека ќе има жестока борба. Од денеска на спет, кога ги гледаме нештата и резултатите на таа борба,
биле јасни, меѓутоа Питу Гули таму покажува еден висок степен на хероизам. Што е можел да се повлече дека е имало време, меѓутоа тој останал со четниците да го брани Крушево со цел остатокот од четите и населението да го напушти градот. Таму го положил својот живот, меѓутоа останал запаметен кај народот. Тој бил свесен, како и сите македонски револуционери во тој период, дека востаниците не можат да ја поразат османлиската армија, која што објективно не само заради бројноста, која што неколкукратно ги надминувала бројките, односно бројот на вооружените востаници, туку и пред се заради опремата, обуката, военото искуство. 1897 година османлиската држава ја поразува Грција, која спомнав обуката и оружјето. Обуката на османлиската армија во многу случаи вршеле германски офицери, а османлиската армија била наоружена и со германско оружје. Дали се работи за пушки, дали за артилерија, дали за воени бродови. Секој бил свесен дека султановата држава не може да биде поразена во еден воен судар. Туку сите чекале подршка од страна или во крајен случај интервенција на странските сили, што подоцна ќе дојде преку тие така наречени мирсевски реформи. Од кога ќе биде решено еден дел од востаничките сили да го бранат Крушево од нападот на силите на Бахтијар Паша, со цел остатокот да го напушти градот и да се спаси тоа што може да се спаси, Питу Гули заминал со своите соборци за Мечкин камен. Пред да стигне на Мечкин камен на работа од Крушевската корија, војводата Питу Гули долго разговарал со војводата Андреа Димов, чиј бил стациониран во близина на манастирот Свети Спас и местноста Плочи, и нема информации што е разговарано во таа нивна последна средба, но и на ова негово последно заминување на Мечкин камен со себе го повел и крушевскиот фотограф Кочо Николаидис, кој што во близина на село Бирино, во близина на коријата, ја направил една од најпрепознатливите фотографии од македонската револуционерна борба. Тоа е фотографијата на чатата на војводата Питу Гули, каде што навистина има печатливи информации. Војводата Питу Гули е застанат од левата страна со покрај развиорено знаме кој што во рацете го држи Васил Настев Мицковски, јавнат на својот жребец, и во продолжение се поседнати неговите соборци и неговите подвојводи. Интересно е да споменеме дека одредот, односно четата од Питу Гули се состои од околу 10 селски милиции, и секој војвода на местна чета е и заменик на војводата Питу Гули. Прв заменик на војводата Питу Гули е војводата Блаже Крстев Биринчето, потоа е Милан Ѓурлук од Кривогаштани. Востаничките сили од четата на Питу Гули се распределени на потегот од манастирот Свети Спас и Трстеник кон Мечкин камен. Потоа од Мечкин камен продолжуваат на јужната страна кон село Света, и од село Света продолжуваат од веќе западната страна кон село Острилци, така што се прави еден полукруг на стратешката позиција Мечкин камен. Во Биринската корија, каде што била стационирана четата, Питу Гули добил известување дека турскиот аскер напредува од 3 правци, така што морал да ја поведе четата кон Мечкин камен. Пред конечниот распоред на бојното поле, војводата со краток говор ги охрабрил борците, строго наредувајќи им никој да не отстапува од своето место, а стрелбата да ја почнат само откако ќе го чујат истрелот од неговата пушка. Конечната пресметка на востаниците од четата на војводата Питу Гули со многобројните непријатели кои се движеле кон Мечкин камен започнала околу 10 часот предпладни на 13 август, ден четврток. По сигналот од војничката труба, непријателот тргнал во жесток јуриш,
но бил запрен од плутоните на востаничките пушки и бомби. Непосредно пред започнувањето на битката, кога османлиската опасност надвиснала над самата чета, значи знаменосецот го раздиплил знамето, го забил во земјата, ја изгориле архивата, војводата Питу Гули одржува говор кој што има охрабрувачка содржина, дава наредба никој да не стрела додека не слушнат истрел од неговата пушка, ги распределува позициите и тој застанува во самата средина. После напредувањето на османлискиот аскер и башибозук, кога дошле во непосредна близина до позициите на четата и го забележале црвеното копринено знаме, се обиделе да се послужат со тактика, мафтајки со капи, марами и крпи и викајки долу Турција, долу тиранијата, да ги намамат да излезат од нивните утврдени позиции и лесно да ги отстрелаат. На тоа востаниците не реагирале и не подлегнале на оваа мамка, и штом потоа аскерот веќе бил принуден да се приближи. Питу истрелал еден куршум со што било дадено знак дека борбата почнува. Се отворила масовна стрелба, па башибозукот бил принуден да отстапи, оставајќи бројни жртви. Првично аскерот се приближил на 5 до 10 метра до самите членови на четата. Се приближил дури и на 2-3 чекори, за да на крајот се измешаат оружјето и муницијата со кој што располагала четата, ги немало тие добри технички карактеристики, бидејќи после загревањето на цевките на пушките, грчките пушки Гра, берданките, тетовските мартинки, тие не имале голем домет во истрелот, така што тоа е една од причините за брзото напредување на самите единици. И на крајот битката се свршила околу 8 часот вечерта, каде што не се слушале повеќе човекови стапки, извици, врескања, овкања, борбени извици, и веднаш аскерот после тоа се упатил да го завземе и Крушево. Аскерот се вратил на местото на Мечкин камен, каде што се одиграла битката наредниот ден, за да ги доубие ранетите и да ги погреби своите војници. Томалевски според сеќавањата на преживеаните понатаму пренесува. Турската колона кај Трстеник и Врбоец се појави зад грбот на четата, која веќе беше блокирана скоро од сите страни. Страшен бој. Дојдовме на 5 до 10 на метри, потоа на 2-3 чекори и најпосле се измешавме со турците. Не можевме да се служиме со пушките, зашто недостасуваа фишеци, а и затоа што тетовките и грчките пушки се прегреја и не ги сврлаа куршумите. Прик вечерта еден куршум во градите го погоди војводата Питу Гули. Војводата паднал ничком, но се подигнал и извикал: "Не се плашете!" Кога паднал војводата, дел од селаните, кои биле во составот на неговиот одред од селата Бела црква, Обршани, Водјани, Света, Единаковци и од Светомитрани, почнале да отстапуваат кон долот обраснат со шумки, а силниот оган продолжил да ги коси редовите на тие востаници што останале на своите позиции. Во врска со битката на Мечкин камен, меѓу народот е забележен еден интересен куриозитет кој што се уште за жал не е документиран историски. Значи во нашата историографија, но постојат сериозни можности истиот да биде документиран. При крајот на битката еден од учесниците во четата на Питу Гули при повлекувањето успел да се засолни на една голема и широко разгранета стара бука. И бил сведок цело време на масакрирањето на неговите другари и соборци, и тоа може да се каже, според онака како што е пренесено, дека навистина храбро и машки го издржал. Меѓутоа, во моментот кога командантот на турската единица ги построил низините членови и на трубаджијата му наредил да засвири збор и крај на битката, тој тогаш се решил да го отстрела трубаджијата, со што и самиот се предал и бил убиен, што најверојатно има и сериозна порака која што сакал да ја упати, дека вие оваа битка ја добивте, но
нема да ја добиете и војната, дека фактички тоа не е крај на самата војна. Почесна стрелба за хероите. Оган! Оган! Ко загинал Питу, турскиот аскер го нарекол Полпот, го тепавне Полпот. Бил со брада. Го тепавне Полпот и тие веќе знаеле дека е Питу. Дека е војводата. И испукале плотот, Кршумир му дале чест, зашто толку малце војници 13 дена Крушево го варделе. Му оддале турците, му оддале чест. Во историските извори прв кој што пробил и успел да стигне до Мечкин камен е востаникот, учесник во Илинденското востание, крушевчанецот Ѓорѓија Миленков Стефановски, кој што е покрај забраната, на свој ризик решил да се пробие низ коријата и да стигне до Мечкин камен. Тој во своите спомени вика дека кога пристигнав на Мечкин камен, видов 6 купа месо, кои што не можеа да се препознаат кои востаници се. Тој според облеката успел поголемиот број да ги идентификува дека се од полските села, меѓутоа успел да го препознае војводата Питугули. Питугули, како што опишува Ѓорѓија, бил паднат на левата страна, со испружена рака, неговото тело било масакрирано, оставен само во горното палто, разоблечен и масакриран во градите и во главата и од неговата уста имало истечено една лопна крв. Тој успел да го условно погребе војводата во плиток гроб со неколку негови соборци, со трева, дрвја, грамушки, лисја, за да набрзо потоа неговата сестра Боча со низината комшивка Нија успеат исто така да се пробијат, да го откопаат војводата. Баба моја, од мајка, од баба ми, со сестра му на Питу, одат земат магаре, заминуваат в шума, да одат по прачки, по дрва, две жени, постари одат по прачки. Го најдуваат телото ти од гавраниот се исколвани по алиштата и Питу имал на раката, сигурно ако било онако, го знаеле по тетоважата, по дата, година што имал. Го познале по раката дека е тој. Така го клале во вреќи, клале дрва сгора и го донесле отаде сестрава со другите го донесле, го закопале во овие гробишта овде, најблиску, во некој гроб од некоја невеста млада, пресен гроб што бил, и го закопале тука. Од тука е пренесен после во други гробишта, во другите гробишта. Од тука однесениот во 4 гробои, пренесениот во 4 гробои, кај што е Љубомир Весов и Бајрактарот и некои 4 тука со се дедом. И 4 гробои беа со црни крстови. Тие се сликани, по сликите ги има некаде. Од тука дедо ми после откопан и сега е клаен во партизанскиве гробишта е закопан дедо ми како Питугули му беше војвода, така се викаше одредот на Питугули. Партизанскиот одред Питугули гробот овде и партизанските гробиште таму, кај што е закопан и татко ми мој.